Тоа беше прилогот на нашата дописничка Тања Милевска. Павло, како ти изгледа овој поглед од надвор во врска со Александар Македонски и ова спорење околу антиката кое во последно време доста е актуелно во дебатата барем кај нас? Па видите, ќе биде, реков и малку пред, за мене ќе биде и за нас жалосно, дури катастрофално да се прави нова куќа со стари веќе употребувани материјали, да го речам карикирано. Намислам како македонци, било каде живееме, воопшто нема потреба ние да копаме и да настојуваме цело време, да одаме се подлабоко и подлабоко во историјата, во времето, за да се докажуваме нешто. Апсолутно никаква потреба нема. И има со што да се гордее денешниот македонец. Јас мислам дека во рамките на просторот што можеше послободно да се развие културата и идентитетот како што е Република Македонија, има луѓе од модерно време што ја промовираат македонштината многу поуспешно, поубаво, поконструктивно. На крајот на краевите ние сте македонци бидејќи така сакаме да се бидеме. Точка, тоа е нашиот идентитет и воопшто не интересира колку ние сега и колку носиме во нашата култура, дали од Словенија, од антиковци, не знам, од крстоносци или не знам било кои други. Нека се расправат историчарите и други по ова прашање, нема никаква потреба. Павло, за крај уште едно прашање, до каде е вашата борба во рамките на Слободната алијанса? Вие сте како виножито дело Слободната алијанса. Работевте на тоа да им помогнете и на македонците во Бугарија да влезат во таа група за да може полесно да ги реализирате вашите права. Како да работите на тој европски план на низ механизмите на Европската унија? Видите, тука да речам, ако сакаме да бидеме искрени, ќе кажам вака. Светот е релативно суров во овие полиња. Гледаме, на пример, солидарност, така, консензус. Конкретно, во НАТО, во Европска унија, кога зборуваме за македонското прашање, односно за спорот околу разликите со името, нели? Од друга страна пак, каде е таа солидарност, да кажеме, кон едни европски граѓани како што сме ние, во една земја членка на Европска, не признава воопшто права на малцинства, нели? Тоа е проблемот на двојните стандарди што ние секогаш го укажуваме во европски структури. Но ово е позитивна критика, бидејќи далеку од сето ово што зборуваме, на вистина ова е добра почва европските структури и Европа за борба за нашите права. И ние сметам дека во Европската унија, во рамките на нашата група, заедно со припадниците на Оволиден Пирин, имаме многу добра основа допрва да ги покажуваме и докажуваме нашите ставови во овие структури. И ево, и конкретно и во следните месеци ќе има навистина убави иницијативи од наша страна. Ево, можам дури да ви го кажам и сега дека на 17 април во Брисел, во Европскиот парламент, веќе е предвидена манифестација за националните малцинства во Грција, во која ние и турското малцинство ќе можеме на многу убав и широк аудиториум да им го прикажеме проблемот со македонските и со македонското и со турското малцинство во Грција. Верувате ли дека во скора еднина ќе го решите вашиот проблем преку механизмите на Европската унија? Не, тоа е делумно, тоа е само помагало. Тоа е само помагало затоа што тоа мора да оди паралелно со демократизацијата внатрешно во грчкото општество. Треба полека и структурите, и ако се мали во Грција во однос на прифаќањето на националните и други разликости во Грција, треба полека погласно да си го искажат своето во грчкото општество, а ние сме тука пак да им помогнеме заеднички да почне да има едно друго гледиште во самата Грција, бидејќи на вистина тоа е повеќе еден психолошки страф отколку еден суштински страф од малцинствата и правата што треба да ги имат. Павлос Филипов Воскопулос, благодарам што сте гостин во Еврозум. Заминувате на дебата на Мега каналот на слична тема. Ви посакувам повеќе среќа од мојот колега Атанас Кировски. Прв пат што не покануваат во еден грчки канал од поголемите приватни грчки канали, и се надевам дека нема да се повтори сликата со вашиот колега од пред 3-4 дена. Многу среќа, Павлос. Благодарам. Ви благодарам за вниманието. До гледање до наредниот недела во истиот термин. Гледајте не.